Дарко Виберко е анимирана детска серија на YouTube. Создадена е со цел да го заштити македонскиот јазик во Македонија и во диаспората. Го креиравме Дарко Виберко во Америка, бидејќи ние живееме во Америка, го креиравме таму прво и основно за нашиот внук. И од таа една епизода се претвори во шоу кое е поддржано од најповеќе од македонци од диаспората, но и македонци од Македонија, од донации. Деца учат македонски јазик преку песнички, репетиција и интересни теми. Да, и забава, исто така. Што друго ви кажам за проектот? Мислам, ова ни е прв пат во Македонија. Вакви настапи немаме правено ни во Америка и претерано ни е мило што се повеќе и повеќе нема причина да се враќаме тука и да создаваме се повеќе нови епизоди за вашите деца. Да. Значи, јас сум Калина, јас сум или тетка Калина, како што ме знаат дечињата. По потекло сме Охријанки. Од Мешеишта и Годивје. Да, од тие села сме. Јас сум постарата сестра. И тука живеевме до 2000 година и потоа се преселивме во Америка. Таму јас студирав маркетинг, исто така шпански, но работам дигитален маркетинг, фриленс работам дигитален маркетинг. Со Дарко Виберко се занимаваме 8 години. 8 години. Пред тоа се занимававме со друг YouTube канал. Да, имавме со Калина, правевме кавери, песни, пеевме романски. И така, јас иначе се преселивме во Америка. Мислев ке се враќаме, ама останавме. И така, првиот факултет ми беше за предавање на шпански јазик, вториот факултет ми беше за композиција. И за време на вториот факултет Калина беше во истиот град со мене, во Бостон, и таму доста си правевме вака проекти, таму и почна во Бостон, почна всушност Дарко Виберко. Со помош од доста другари од Беркли школата каде што учев, и дури една наша македонка другарка е например на Колку банани, поздрав до Мартина. Значи така, многу ми беше мил проектот. Колку банани, низ цело школо сите ја знае песната, ме зафркава всушност, зашто, ама мислам битно ја пеа, тоа е битното, дека толку била, не знам, певлива, ја памтеа колегиве. И така, и од тогаш доста се сконцентрираме на ова, мислам вака на нас како диаспора многу ни е битно да се зачува македонскиот јазик, не само јазик и идентитетот, да знаеме кои сме и да не забораваме и да сме горди од тоа, да не се плашиме. Сега јас мислам дека можеме да одговориме само за во Америка, бидејќи немаме доволно информации што се случува тука во Македонија, освен она што ќе ни кажат. Да. Единствено за Македонија знаеме дека не постоја толку многу контент за деца на YouTube, и тоа беше причината зашто и ние почнавме да креираме епизоди. А во Америка можам да кажам дека има заедници, дека во црквата се збираат, дека се случуваат настани за мислам македонски настани, но едно нешто што знам дека на двете ни е жал што не се употребува македонскиот јазик. Така, кога ќе се сретнат македонци во Америка,
зборуваат на англиски. Абе, до родителите, еве да речеме, можда не зборват толку на англиски, ама сите, например, децата нивни не. И го прават неке детето да се осеќа демек не дискриминирано, ама да не се осеќа сам. Да, да не припаѓа на во америчката култура и поради тоа не ги учат македонски или си мислат дека нема да може да го научат брзо англискиот јазик, што нема, мислам, не бега англискиот, ќе си го научат во секој случај. Тоа е единствено што знам дека нас ни смета и мислам жал ни паѓа за идните генерации, зашто еве на пример сум сретнала доста горди од трета генерација македонци таму, скоро ич не зборат на македонски. Ама сепак си го чуваат тоа. Ама друго е со јазик и се надевам дека во Америка ќе почнат се повеќе и повеќе, а за во Македонија како луѓето се осеќаат, појма немам, мислам, ние од што гледаме преку телевизија овдека дешавките, дали во не знам 2018-2019, не можам за нив да одговорам, само знаеме ние како се осеќавме и како која ни беше нашата цел со ова шоу. Ама битно кај нас пробвиме вака и кога во цркви, кога ќе ни дојдат луѓе, го гледаат нашето дете го гледа Дарко Биверко и им ги прашвам дали му зборвите на македонски и многу пати велат не. И таму сум само да ги како да ги поттекнеш, да им кажеш дека дека така почнат. Така се учи. Мислам со песнички ќе се научи, но многу ќе биде лимитирано тоа што го научам. И многу пати ни имаат спомнато демек дајте ни превод. Викам каков превод, доста е едноставна песнава. Битно вие зборвете им. Знаеш, ама може и со превод, не, ама сега 4 годишно дете на англиски превод, знаеш. Да, нема знае да чита. Ајде пак да кажам, ако да не звучам, пак да се повторвам, ама отприлика јас имав другарка, баш од тој Беркли коледж кај што учев, која што ко заврши Беркли одма директно почна да работи за Симпсонови. Прво како асистент, после како главната композиторка. И ми звона зашто имало состанок таму и дознала дека ќе има македонски лик. Всушност таа ми рече една песна, да се преведит ова е бейсбол како химна на македонски. Дали би можела да ја помогнам и ајде го направив, го преправивме вака, текстот беше доста различен него оригиналната песна, зашто мораше за да биде певлив. Да, ритмот да се фати. И толку беше, и после, не знам, 7 месеци ми пиша дека требало помош со сценариото и ми звона и после исто така работевме на сценариото да се подсмени малце колку што ни дозволија и исто така имав како зум со глумецот кој што го глумеше македонецот да му помогнам говорот да му биде по како да речам по македонски. Ама отприлика баткава многу убаво се изразвеше. Извините вака на охридски се, ама за Охрид изразуваше. И не знам. И така, не знам што друго кажам за тоа искуство, беше супер, баш сум горда и се надевам дека ќе има нови епизоди. Добро им ојде таа епизода во Америка, затоа се надевам дека ќе го вратат тој лик пак. Ево, јас ќе кажам за мене дека ова искуство беше како во сон. Се уште некако не можам да замислам дека ние бевме на Симпсонс, дека нашето име излезе на Симпсонс. Се уште не можам да си поверувам. Иако јас само пеев на крај. Кога излегуваше кој напишал што. Така. И си го видов името, мене тоа ми беше како во сон. Не знам. Зашто пораснавме со The Simpsons. Ние кога се преселивме во Америка, значи секој ден ги гледавме.
И сега да си дел од тоа е стварно, мислам, нешто, не знам, многу сум горда на тој проект, иако беше само една епизода. Да. Ке ни остани добар спомен. Да. Иначе, мислам, јас не го гледав баш така, можда зашто веќе ја знаев момиче во Симпсонови, ама после ко приметив како реагираше народот во Македонија, не приметив дека толку би им значило и многу ми е мило. Вака, значи, ние спремивме еден многу интересен настап, не настап. Само концерт. Да, значи не само што ќе има песнички, него ќе има и малку глумење, ќе има интеракција со публиката. Да, имаме реквизити, ги сечевме со кална, со скалпери. Да, ги цртавме, ги сечевме, ги лепевме. Исто така ќе има видео од позади, од назад. Што ќе оди со сите песни и може да ги очекуваат најпопуларните песни и некои од новите песни. Да, некои од новите. Слушав на Инстаграм, заследете на Инстаграм, правиме giveaway наскоро. На Инстаграм имавме прашано кои песни ги сакате и преку тоа ние всушност го напишавме сценариото за анимирањето измеѓу песните што ќе го имаме. Да. Исто така прашувавме на родителите што им се допадна, зашто веќе имавме представа во настани во Скопје и во Тетово. Да. И имаме многу позитивен фидбек, многу им се допаднало на родителите. Да. Едно нешто што ќе им кажеме на родителите е дека ќе биде околу 40 минути шоуто, бидејќи знам дека некои родители кажа дека им е кратко, на други им беше доволно. Ние го створивме ова за најповеќе за најмали деца од 0 до 5, но мислам шоуто е интересно и за поголеми деца. Да, во Тетово имаше 10 годишни деца, таму и многу се забавува. Многу им беше, тие беа во прв ред. Ама и не, и 10 годишни деца 30 минути, 40 е доволно, вака општо вака после те фаќат саклет. Да, забава ќе има, доста ќе е забавно и после тоа ќе се подружиме со вас, ќе останеме, ќе се подружиме. Дарко е малце попопуларен. Тој ќе мора да се врати Скопје, ама ќе се видиме и со Дарко после тоа малце. Да, и така. Ќе биде забавно, многу ни е мило што ќе можеме да ги запознаеме сите мали фанови, мислам дека тука ќе ни биде малку екстра специјално, зашто е во Охрид. Доста, јас нешто слупав во Тетово, викам, уште една пајнца? Да. Супа? Јас викам чилија. А овде ќе можам да си кажам пајнца, нема проблем. Да, и така.